Се почести ни се посети во аптека од пациенти кои што имат некои системски воспалителни процеси, благоречено артрити, автоимуни заболувања, кои што исто така се поврзани со системски воспаленија, кои што им делуваат и на физичко, а и на значи на соматско и на психосоматско здравје. Сега, тука како ние ЦБД да го вклучиме, а да не се плашиме дали можеме или не можеме да направиме поголем проблем во однос на заболувањето. Кај автоимуни, што да очекуваме? Кај автоимуни, кај воспалителни процеси? Мислам дека ситуацијата со чести изголемени воспалителни процеси кај популацијата е за жал ситуација која што е во тренд, да не речам, односно подобро кажано е нешто што е еден од медицинските предизвици. И е тесно поврзан со падот на квалитет во животниот стил, тесно поврзан со зголемен седечки начин на живот, тесно поврзан со пад во квалитетот на храната, користење на процесирана исхрана, веројатно и загадување на воздухот и така натака. Значи, ситуација во која што ние сме тригерирале еден комплексен внатрешен механизам на воспаление. Во таа ситуација е секогаш добро и корисно ние да го соодветно модерираме, односно имуномодулираме нашиот имуносистем, бидејќи тој е одговорен за реакцијата према воспалението. И ако тој е во идеална состојба, во еквилибриум, тој соодветно ќе реагира не во насока на интензивни процеси на борба против воспалението, туку во насока на сузбивање на тоа воспаление. Во таа смисла, одредени препарати што се на база на ЦБД, кои што докажано имаат поддршка имуна во организмот, може да бидат како нормално, како сапорт, како адјувант, како што реков уште на почетокот на разговорот, може да бидат многу корисни, без при тоа ние да тргнуваме од идеја дека знаеш што, сега ќе земеме ние препарати со ЦБД и ќе го решиме ние овој проблем кој што сме го наталожиле со години назад неквалитетен животен стил. Ние мора да го најдеме причинителот за воспалението. Така. Тоа е основната наша работа и било која препорака за било кој препарат, без пред тоа да сугерираме промени во животниот стил, е недоволно добар аптекарски совет. Расно е дека во аптека работата е доста динамична и дека можеби не секој пациент ќе успее да го добие вниманието што му е потребно. Некои од нив него ни бараат. Тие обично бараат одма нешто инстант решение, ама нашата одговорност како фармацевти е да бидеме и едукатори во тој дел и секоја част на колегите што тоа наоѓаат простор и време да го прават. Да едуцираме здрав животен стил, да едуцираме сон правилен, време на легнување, правилна исхрана, физичка активност, движење, барем половина час до 1 час ако можеме дневно. Зборам за обични луѓе, не зборуваме ние за спортисти или било кои тука рекреативци. Така да на тој начин да го доведеме организмот во правилна состојба, па дури потоа да ја довршиме, условно кажано, работата со превентивни мерки, па и со терапевски мерки. Тој можеби, ако е во тешка воспалителна ситуација, ќе прима и лекови, а ЦБД ќе биде адјуванс во овој дел, така да стварно има навистина голем простор.